Maco te puka, Maco! Pukaj be, bratouče, pukaj. Ако седне човек и објективно погледне и ги прочита анализите, ќе види дека има во светот еден куп автори кои се повикуваат напред дождот како инспирација. Кај нас тоа е прва копродукција, прв филм да биде прикажан на фестивалова категорија, на еден од најголемите фестивали, да победи. Прв филм во кој кај нас се дојдени да работат филмски работници од светот, од највисок ранг, од највисок квалитет. За прв пат работевме вистински процес на кастинг. Мислам дека е еден од првите случаи на употреба на интензивна употреба на сториборд, на употреба на сублиминален звук и така натаму и така натаму. From Macedonia Before the Rain, Milcho Manchevski, director. Филмот се случи релативно нагло. Јас напишав една кратка приказна од 5 странички синопсис, од како се вратив од Њујорк на посета во Македонија и видов што се случува и како работите се менуваат и како има едно големо исчекување, затоа што веќе почнуваше војна во другите делови од тогашна Југославија и тоа чувство ме наведе да ја напишам оваа приказна. Ја напишав и оставив да зрее. И она не верував дека ќе биде комерцијална, не верував дека има било кој може да има интерес за филм кој се случува во Македонија, било кој во Америка. Затоа што таму живеев, таму работев. Единствен кој покажа интерес за приказната беше British Screen, кој потоа и го поддржа пишувањето на сценариото. Треба да има други партнери, треба да биде копродукција. Се вклучи Франција, Македонија се вклучи, потоа се откажа. Ние го спремивме филмот, почнавме со снимање, пред крај на снимање Македонија повторно влезе во филмот. Сега самиот процес имавме, филмот го подготвувавме во Лондон и во Македонија. Во Лондон се подготвуваше дел од екипата, се подготвуваше, правев кастинг и за англискиот дел, правев кастинг и за ликот на Кирил. Прва резерва во изборот беше Джуд Ло. Он тогаш само што беше дипломирал на Рада. И работев кастинг како што секојаш работам. Тоа значи долг процес, со многу callbacks, со многу глумци, без оглед на тоа дали се познати или непознати. Паралелно се работеше кастинг и во Македонија. Раде го сретнав во Лондон. Неговата работа ја знаев од порано и тоа е веројатно единствен случај да сум ангажирал актер без процес на кастинг. Мавај бе, братуче, мавај. Aco! Ti li si da si Aco! Biš rekao. Kad sam prvi put pročitao scenarij, a pročitao ga u Londonu, kad sam sreo Milča Mančevskog, on mi je tamo zakazao sastanak u Sohovu, u jednom baru. Ja smo se tamo vidjeli, dao mi je skript da pročitam. Ja sam došao kući i pročitao sam ga prvi put, zatim sam opet počeo čitati da ga pročitam drugi put. To je bio najljepši skript filmski koji sam pročitao. Sutra sam došao kod Milča, opet smo se sastali u istom malom kafeu u Sohovu. I
Rekao sam mu, Milče, ovo je fantastično. A on je rekao, sad ti mogu reći, ja sam tu ulogu napisao za tebe. Ja kažem, kako si napisao za mene tu ulogu? Pa mi se uopće ne znamo, sad smo se prvi put sreli u životu. On kaže, da li ti si igrao 5 glavnih uloga u filmovima Živojina Pavlovića, koji je bio moj najdraži režiser. Sve ono što je Aleksandra mučila u filmu Before the Rain, to je mučilo mene privatno, koji se zovem imenom kojim se zovem. Mučila su me ta stanja, ti nesporazumi između Srba i Hrvata, muslimana i kršćana. Mučile su me te nemoguće situacije koje su odjedanput postale opasne. Odjedanput smo iz doba mira jedne zemlje koja je bila uspješna, snažna, velika. Bili smo prvaci svijeta u košarci, u rukometu, u vaterpolu. Bili smo jedna od najjačih zemalja. Jedanput je sve otišlo k vragu. Naravno, uz našu pomoć, nas samih ljudi i nacija koje su ovdje živjeli, ali i uz pomoć stranog svijeta koji želi da se to dogodi. Aco? Kukaj, bače. Aco, ne bi regali ti pomini, Aco. It was a brilliant script. It was a very visual script, and imagery was a key part of the movie. And you know, it is a piece of art in itself, the film, and it's also very, you know, the design is very important to Milče. The look of the film is very important to Milče. Well, the inspiration for the design came from the script and from talking to Milče and from being here as well, because, you know, and also from the London side. I knew London very well, you know, I no longer live in London, but I'm basically effectively a Londoner. So that all of those locations I knew very well in London. We had a great time, and it was very interesting seeing the culture and learning about some of the history of Macedonia and seeing Macedonia as a new country after it had been part of it. It was only, I think, 5 years after the dissolution of Yugoslavia that we were filming this film. Анастасия исто не ја знаеш, ја знаеш само нивната музика. Ова ми требаше за музиката да биде поддршка на намерата да се создаде едно епско чувство, кое понатаму е поддржано и од пейсажите, и од делот, од третманот на ликовите кои се архетипски, и кое цело тоа, значи целиот тој епски елемент, ќе биде контраст на лирскиот елемент, на човечките емоции, на копнежите, на страдањата, на очекувањата на главните ликови. Значи, ќе го имаме тој контраст. Значи, музиката ни требаше за да даде таа тежина, тој гравитас, да му го даде на филмот, иако има и лирски пасажи. What was great about Before the Rain was because it was a very important subject at the time and still is. It has a lot of relevance to today. And it was, I would say the challenges of editing are usually being absolutely certain you've made the best out of what you have to work with possible.
апсолутно верував во вредноста на филмот. Дали тој ќе биде успешен или не е прашање само на квалитет, не е прашање само на вербата на авторот. Меѓутоа, јас на некој едноставен и самоуверен начин верував во тој филм. Правењето на филмот беше исклучително тешко затоа што не се знаеше дали филм ќе има или не. На неколку пати целиот проект беше на раб да се распадне, затоа што не беше добро организиран, искрено да се каже. Меѓутоа, најголем дел од филмските работници, од творците и од уметниците има огромна доверба во него. Ja mislim da je to vjerojatno moja najbolja filmska uloga. I zato što je u posebnom trenutku se dogodila i zato što i film sam po sebi, nošen Milčevom estetikom fantastičnom, postao jedan od najboljih filmova tog vremena u svetu. Tako da je taj film meni otvorio vrata američkog filma i da sam ja zapravo postao Aleksandar iz Makedonije. This is Alexander Kirkov, my mother. Very pleased to meet you. To bilo nezaboravno jedno iskustvo. Očekivao sam da će film uspjeti, ali nisam mislio da će baš tako biti briljantan kao što je postao. Jer poslije kad sam sretao tokom moje karijere mnoge ljude visoko rangirane i visoke autoritete u filmske, od Stanley Kubricka do Philip Noysa i ne znam kojih sve režisera, svi su mi govorili da je Before the Rain jedan od najboljih filmova koji su gledali. Ќе одиме кај брат во Скопје. Тој ќе ни помогне. После ќе одиме кај вујко ми во Лондон. Славен фотограф. For my career is the stronger, is the most important film, because it gave me a film. Then because I show my work, for example, to a director, Russian. He was looking for a DOP, and he said, "You have something to show me your work?" And I say, "Yes." And he saw Before the Rain. He called me. He said, "It's the best thing that I never see." It's a very lovely opportunity to work with somebody who's extremely creative, highly intelligent, who can talk about things apart from just the movies and has an interest in the wider world. But is a film person, you know, is a very dedicated film aficionado, and he writes brilliantly, you know, and what is most impressive is his command of English, which is his English speaking, it goes to a very deep level. Yes, so it's very stimulating to work with Milcho. Yeah, it was a big impact for Milcho and a big impact internationally for Macedonia. And I think in 10 years' time, people will still be talking about it. In 20 years' time, people will still be talking about it. It's like 30 years is a good point to actually take stock and say, yes, this is an achievement, but it doesn't stop now. It's, you know, it's a film that will, you know, it has a life of its own, and there will be new audiences, you know, because there are new audiences all the time. So yeah, 60 years as well. A danas kad razmišljam poslije toga o filmu, znaš šta mi da upada? Žao mi je što nisam snimio još filmova sa Milčom, jer ja pripadam njegovim filmovima. Ali tako se desilo. Nekad nisam mogao ja, nekad nije mogao on. KDV? Ќе пукам. Се отепаш, бе. Ей, абе, ти наш си бил.
Stoj! I'm very happy that the film is still recognized because most films disappear into obscurity after a few years. So it's very encouraging, it's very gratifying that this film has achieved a status which I would say it would be a classic status, that it will survive for a long time, and probably people will go on looking at it in the future. I think that's a great achievement. Because for me, as you don't know, then I was beginning in this film business as at the beginning in the bottom. I was driver. I didn't go to school. So when your success is to do this kind of film, it's crazy. It's crazy. Па убаво е да се види дека нешто што си направил, парче уметност, се уште им значи на луѓето. Неколку пати имам кажано дека мојот диалог е со делото, а не е со публиката или со критиката, што не значи дека ми е сеедно. Убаво е да се види дека луѓе се уште емотивно реагираат и дека зборуваат за тоа како приказната или пораките на филмот се уште релевантни или дури порелевантни денес.